Добар ден. Оваа зграда, тврдина како што ја нарече Груевски вчера, е споменик на спомениците на криминалите, на криминалниот врв на ВМРО ДПМН. Додека Македонија тоне во сиромаштија, додека 180.000 луѓе живеат со по 40 денари на ден, за оваа грамада од камен, замислениот султан Груевски, според достапните пресметки, употребил меѓу 15 и 30 милиони евра. Слушнавме со каква пристрасност Груевски ги буткал измените на деталните урбанистички планови. Епа како што се крател од зеленилото на скопјаните за своите милионски парцели на водно, така и овде приграбил јавни површини за оваа зграда. Корисната површина на зградата денес достигнува 12.240 метри квадратни, над десетици пати повеќе од базичната, на сметка на јавното зеленило и пешачкиот простор. Зголемена е воот и висината на планираната зграда од 25 на 29 метри. Ако се тргне од тоа дека во општина Центар прошечната цена на квадратот е над 1200 евра, тоа значи дека новиот штаб на ВМРО ДПМН чини околу 15 милиони евра. Ако одиме по логиката на чинење на новоизградените згради на Скопје 2014, кои што чинат и по 3000 метри квадратни, тога зградата чини и над 35.000 евра. Од каде? Финансискиот извештај на ВМРО ДПМН за изборите во 2011 година покажа финансиска дупка на партијата од 3,5 милиони евра, која што Груевски никогаш не ја објасни како ја пополнил. Еве овој документ. Кој што го доставила ВМРО ДПМН до државниот ревизор за донации во 2013 година, покажува дека партијата имала донации од 200.000 евра. Но тоа е далеку од 15 милиони евра и уште подалеку до 35 милиона евра, нели? Тоа значи дека се во игра кешови и црни пари, со кои што ВМРО рекетира, уценува, за кои што исто така зборувавме и слушнавме во некои од снимките од прислушкувањето. Ова сомневање го подкрепува и ревизорскиот извештај од 2013 година, кој што исто така го објавивме, во кој што е, цитирам, изразено мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи на ВМРО ДПМН, затворен цитат, како и за усогласеноста и финансиските трансакции на ВМРО ДПМН со законите. Да не се навраќаме уште поназад за парите во кеш што ги примила лично Јанкуловска како генерален секретар на партијата и од каде се почетоците на криминалната империја на Груевски и неговите помошници. Груевски вчера од ова место призна немоќ да се справи со вистината и да се обиде да го инволвира народот во неговото нечесно владење. Никола Груевски се обиде да им се закани на граѓаните со самите нив. Одлучил да побара интервенција од народот. Интервенцијата од граѓаните веќе е присутна и тие му велат на Никола Груевски збогум. Тоа е едно. Друго, Никола Груевски повеќе не е во позиција ништо да бара. Сега тој народ, граѓаните, бараат. Бараат одговорност од него и од неговите соработници. Благодарам, повелете со прашање. Како го оценувате вчерашниот говор на премиерот во кој СДСМ ја оцени како петоколонашка партија без идеи, без концепт, која се обидува со интриги и манипулации да дојде на власт? Типично за секој автократ или диктатор во заминување, некој друг му е виновен, особено домашни и странски предавници. Во периодов што измина последнава половина година се изнаслушавме се токму од Никола Груевски и неговата врхушка за наводни странски служби, за соработка со странски служби, за не знам што се не слушнавме ништо за неговата лична одговорност. Груевски рече дека СДСМ покажува знаци и се пишмани за договорот од 2 јуни и дека се обидувате на
разни начини да го одложите или да избегате од изборите, на кои што вели според него ќе бидете уште еднаш тешко поразени. Се плашили и бегали СДСМ од избори? Политичката криза во Република Македонија може да се реши уште денеска ако Никола Груевски до Собранието на Република Македонија достави својата оставка како премиер и председател и со тоа ќе се исполни основниот услов за да може да се одржат фер, нормални и демократски избори во Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз јавно соопшти. Оставката на Никола Груевски и врхушката околу него е основен услов да може да биде формирана преодна влада, односно влада која што ќе ги организира следните избори, со цел да истите може да имаат минимум шанса да бидат фер и демократски. Груевски се лаже ако мисли дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе дозволи тој да предводи влада која што ќе организира било какви избори во Република Македонија, вклучително и оние за кои што се зборува во договорот од 2 јуни, а кои што се договорени за април во 2016 година. Прашањето беше и неговото обвинување дека се плашите и сакате да избегате од избори. Значи, ако поднесе оставка Никола Груевски и ќе се исполни добар дел од нашите барања и избори ќе има во предвидениот период. Нема да дозволиме Никола Груевски да ги организира следните предвремени избори во април 2016 година.